задача која што ни предстои во рамката на оваа активност број 1, тоа е идентификување на членови. Ние така го нарековме совет во заедницата, односно тој совет практично треба ќе ви доставам јас и информација, ќе имате се навреме така како што ќе се одвиваат работите, но овие луѓе треба да бидат на некој начин практично клучни во понатамошно спроведување на проектот, односно треба заедно со вас и со сите наоди кои што ќе ги прибереме од различни видови на активности да ни помогнат околу утврдување на тоа какви се состојбите на терен, што е тоа што го имаме на располагање, што е тоа што ни недостига во суштина, за да можеме да одговориме на време на потребите на граѓаните во одредена кризна состојба од било каков вид. Значи, не зборуваме, практично ние ќе се подготвуваме да одговориме како на ковидот, меѓутоа тоа се однесува и за одговор кон сите други видови на кризна состојба, започнувајќи од поплава, земјотреси и така натаму, значи сите видови. Ќе се спроведува и истражување на локално ниво, она што и вообичаено нели го правиме. Ова истражување ќе биде во вашите заедници, во вашите населби, со тоа што истражувањето ќе опфати неколку сегменти. Односно 4 практично сегменти. Едниот ќе биде кои биле состојбите пред ковид, значи малку поконкретно ќе се фокусира на состојбата сегашна, кои се состојбите по ковидот. Потоа имаме дел кој што се однесува на кои акции или иницијативи или активности ги преземеле државните институции или пак локалните институции во смисла на одговор на ковидот. И последниот сегмент се однесува на практично зближеноста или, како да кажам, така е, кохезијата практично што постои во заедницата, затоа што тоа е едно многу битно прашање и практично, како да кажам, основа за да може една заедница да одговори и навремено да реагира во некоја идна кризна или сегашна кризна состојба практично. Ќе треба да се помине во една следна фаза, а таа следна фаза е практично подготовка на планови за навремена реакција, за закрепнување, значи ќе мора тоа да се формулира во некој вид на план. Ние ќе ви информираме околу кои ќе бидат сегментите, како ќе биде подготвен планот, кои елементи треба тој да ги содржи и така натаму. И практично после тоа ќе преминеме на една малку да речеме висока фаза, во смисла на тоа дека активностите што сме ги предвиделе на локално ниво, значи практично ние ќе имаме планови во секоја од локалните заедници кои што работиме, но она што ќе го бараме е секако тие активности како и досега што сме правеле на локално ниво да се преточат на некое повисоко национално ниво, доколку е возможно, нели, во некои активности или пак акции кои што се замислени како национални политики. За ова исто така ќе имаме помош од страна на експерти кои што ќе земат предвид што е тоа што е направено на локално ниво, меѓутоа ќе ги разгледат сите важечки политики сега во моментот, нели, кој што, односно тогаш кога ќе бидат веќе подготвени локалните планови, да видиме како она што сме го предвиделе на локално ниво може да се предвиди и на овие на ниво на национална политика со цел, нели, подобра реализација и изголемување на ефикасноста. Меѓутоа, овој проект предвидува и една друга активност, а тоа е околу обука и вклучување на ромската заедница во откривање и следење на случаите на COVID-19. Оваа активност ќе подразбира обука, меѓутоа и пилотирање на еден таков процес на следење на случаите на COVID, односно запознавање малку поширока на заедницата зошто е потребно да се следат овие случаи. И има и некои други типови на активности, меѓутоа ова се начелно практично она што сосема генерално сакам да ви објаснам. Врските ни се големи, тука се и сите да слушнат веќе што се напативме да спроведеме ова. Покрај одговорноста што ќе биде голема и ангажманот ни е многу голем и интензивен во овие, бар во првите 3 месеци колку ще успеа да видам. И ќе се напатиме одговорно нели да ја завршиме работата. Во однос на истражувањето, активностите треба доста брзо да следат, можеби ова е како прва активност. Во суштина, ние во моментот го ревидираме и го гледаме прашалникот кој ќе се користи за истражувањето и верувам дека денес или до утре ќе биде тој готов. Имавме и динамика утврдено. Само да прашам за ова истражувањето. Да.
некој спомна дека ќе има некој ангажиран за тоа истражување, како те ќе подготват методологија за истражувањето и така натаму. Они имаат обврска во вашиот прашалникот да го Тим институт, они имаат обврска во Тим институт. Они ќе организираат обуката, инструктажа еднодневна е фактички тоа. За луѓето кои ќе спроведуваат истражувањето да ги оспособат како да го направат тоа. Мапирањето ќе ни каже кои се постоечките капацитети на ниво на вашата заедница. И материјални во смисла на институции и човечки во смисла неформални лидери, верски лидери, не знам, луѓе со вештини, медицински сестри кои би се нашле во се ќе биде ваквото и паралелно со перспективата на луѓето, бидејќи кога дел од истражувањето луѓето ќе дадат предлози за секој проблем со кој се соочуваат, како според нив што мислат дека треба во една кризна ситуација да биде направено за да може да се справат со проблемите и од тој аспект мислам дека ќе биде добар процес затоа што ќе го вклучи гласот на оние кои што најмногу ги осетиле последиците од кризата. Првична идеја е овој совет треба да одговара на сите предизвици кои што ќе произлезат за време на пандемија или други ситуации како што последните 2 години се соочивме и да помогне на заедницата како побрзо и на полесен начин да се справува со такви несреќи или катастрофи. Целата поента е користење на сите тие ресурси во однос на заедницата и таа комуникација и таа блискост за да може да се полесно воспостават мерки, за да може да се полесно направи идентификација на луѓето, пошто критично и главно е што луѓето во заедницата знаат кои се вулнерабилни групи, кај се луѓето кои ќе се постари, кај се луѓето што имаат попречености и деца. Така да тоа е едност која што дава на заедницата да биде носител на одговор против COVID-19. Односно во општинскиот кризен штаб не учествува роми. Прво ќе одам на локално ниво, а потоа со руралните средини. Не учествуваат лица кои што ќе кажат пред се оние приоритетни потреби на самите маргинализирани заедници, бидејќи имаше една ситуација кога се препорачуваше миење на раце со вода и сапун, а имаме ромски населби кои што за жал и сега немаат пристап до вода. И замислете, препораките на Светската здравствена организација и на Министерството за здравство беа во насока на тоа како да се спречи, практично да се справат со овој вирус, со ова здравствена криза, а во споредба фактичката состојба на терен покажуваше друго. Дали знаеме да кажеме што е тоа community resilience, дали тоа е нешто што ќе ни е нас од помош и да продолжиме да го тоа пропагираме и да го споделуваме со сите останати во заедницата, бидејќи само на тој начин можеме да дигнеме свеста на тоа ниво да сите планови и сите комуникации, сите мерки кон кои што се стремиме да се случат, бидејќи
мораме да знаеме да им објасниме што сакаме да направиме, колку е тоа битно и колку ќе спаси животи и колку ќе уствари помогне на заедницата, ако не се во прашање живот и барем да статусот на живот и да не биде нели финансиски на некој друг начин оштета на заедницата. Пробаме со оценување на секоја закана или ризик, наставање на соодветен број во секоја колона на мрежа, да видиме, да оцениме која закана се однесува до кој степен на кој дел на нашата заедница, бидејќи како формула ќе ни влијае подоцна да разбереме кои се тие несреќи кои што најмногу ќе ни се закана за во иднина и на кој начин ќе треба да се справиме со нив. Например, чисто да знаеме дали таа несреќа ќе зафати мало, дали ќе зафати град или цел регион, дали ќе бидат помал или поголем број на луѓе опфатени, колку е нашата заедница подготвена за тој тип на несреќа, дали некогаш се случувало или се случува во нашава заедница, дали сите групи на луѓе се подеднакво засегнати, бидејќи спомнавме дека имаме доста недостатоци во однос на сиромаштие, така да одредени групи на луѓе и нели мали имаат проблеми со кровни структури, така да кога ќе ги излистаме, сите тие што ни се приоритетни несреќи, ќе почнеме да некако според оваа табела да ги рангираме и за да можеме подоцна да направиме една листа од тоа што ни се приоритети и нели зависно од останатите активности да видиме како ќе се адаптираме спрема одредена несреќа. Нели имаше порано една така изрека, вика да се спремаме како утре дека ќе има војна или да живееме како 100 години дека нема да има војна. Така требава така да се гледа. Од тој аспект, значи ние треба во секој момент да бидеме спремни, како не дај Боже, еве сега на пример нешто случува. Што правиме? Така? Чи постои паника, избезуменост, и насилства на пример кои што ќе го искористат одредени криминални структури. Значи тоа го имаше во Обреновец, тоа беше страшно нешто. Луѓе што беа останати што не беа евакуирани, беа нападнати од криминалци и ограбени во нивните станови и куќи. Значи тука треба, затоа зборам. Значи најбитна е координацијата меѓу институциите и органите кои што треба да спроведат, нели, и заштита и спасување и обезбедување на реонот. Значи треба да се обезбеди реонот, значи од полиција. Значи да гарантира дека ако е граѓанинот евакуиран од своето место на живење, дека објектот ќе му биде обезбеден, нели, доколку станува збор за таква природна непогода каде што треба да се евакуираат граѓаните. Значи од почетокот запишувате во која општина сте, еве да речеме Шутоа Ридари, и започнуваме со самиот прашалник. Значи испитаникот живее во, дали тоа е стан, дали е тоа семејна куќа, импровизирано живеалиште или друг простор кој не е наменет за живење, како подрум, гаража или пак нешто друго. Еве да речеме дека нашиот испитаник живее во семејна куќа. Едно вака општо правило на почеток, кога прашањата се со можност за еден одговор само, како ова, има кругчиња. Гледате, не можете да заокружите две работи. Значи, тој испитаник не може да живее и во стан, истовремено и во импровизирано живеалиште. Значи, живее или во стан, или во семејна куќа, или во импровизирано живеалиште, или во друг простор кој не е намен. Значи, има кругче и можете да забележите дека може да го менувате одговорот. Значи, еве, кажуваме семејна куќа. Идеме на следното прашање. Кои од наведените инсталации ги имате на располагање во вашето живеалиште? Овде има квадратчиња. И тоа е прашање со можност за повеќе одговори. Зошто? Затоа што испитаникот во неговото живеалиште поседува можеби водовод, значи проточна вода од чешма која не е водовод истовремено, има и канализација, има и струја, има и фиксен, има и компјутер и таблет, има и интернет можеби дома.
се испраќа многу помоќна и посилна порака и на тој начин практично ги терате носителите на одлуки да слушнат за она што вие го зборувате и да се надеваме да преземат некакви мерки и чекори за да се надмине тој проблем. Значи е фотографијата, текстот вика ова е табла пред општина Шутово Ризари. Таа е целосно деформирана и заради тоа граѓаните не можат да ја забележат. За социјално ранливите семејства тоа уште во поголем јас дојде за тоа што не секое детенце, да кажам, кое што е посиромашно загрозено во смисло на економската ситуација, може да си набави таблет или лаптоп за следењето на таа онлайн настава. Напишете неколку верзии на текстот, значи немојте веднаш да се задоволите со текстот што го напишете. Размислете, пробајте некоја инверзија да направите на речениците, да почнете со проблемот или да почнете со опис на личноста или ситуацијата што е на фотографијата или да почнете со со некоја досетка, да почнете со некоја поговорка, може и така натаму. Значи има различни начини како да се напише текстот. И на крај, она што е најважното, да пренесете порака. Значи не да направите фотовој само колку за да го направите, туку мора да преку него да пренесете некаква порака. Затоа тие не можат ни во купи, ни во кафич да седнат, за да следат на подот, во тој контекст. Добро е тоа. Да. Односно вака можеме да одиме. Нечисти клупи. Овој хидрант е во центарот на Прилеп. Во моментов служи само за украс, бидејќи не може да ја заврши функцијата заради која е поставен. Вистинската функција би ја извршил само доколку е исправен. Во случај на пожар, противпожарната служба нема да има пристап до вода за да може навремено и брзо да интервенира. Надлежните мора веднаш да го поправат или заменат овој хидрант, бидејќи има клучно значење за безбедноста во случај на пожар. Ајде се повели. Пошто исто и кога бев наброд бев пожарникар таму. И многу ми е јасно и битно што водата прво нешто за кое бев необучени беше кога влегуваш во било која просторија да видиш кај имаш телефон, хидрант и противпожарен апарат. Дел од целата планирање кое што нам ни е потребно подоцна е ваш инпут, тоест ваше мислење за тоа кои се тоа предности, кои се тоа слаби страни, кои се тоа проблеми, кои се ризици со кои се среќава вашата заедница, вашата група на луѓе, пријатели, значи сето тоа ќе го ставиме во еден сет од документи во кои што тоа ќе ни помогне нас да подоцна направиме еден план, еден документ поширок со мапа, кај што ќе пробаме сите актери, сите вие, сите ваши идеи, сите ваши инпути што ги давате во однос на проблемите и предностите да ги ставиме во еден заеднички план. Имаме ние веќе систем, веќе да имаме луѓе, да знаеме кој на кое место е, да ги знаеме кај се луѓето кои што имаат искуство, да знаеме кај се луѓето од здравство, да знаеме кај се луѓето едукатори, да имаме еден систем кај што веќе ќе е сетиран, веќе ќе е поставен, за да можеме кога, ако не дај Боже се случи, да знаеме да луѓето кај да се обраќаат, кој што ќе работи, какви веќе да имаме еден систем на спремни луѓе, пошто
ковид покажа дека не сме спремни, мислам многу работи покажа дека не сме спремни. Ова е супер иницијатива, 4 општини кои што сакаме ние да ги опфатиме и да напоставиме еден систем на кој што после ќе се нели ќе го надградуваме. Кај луѓето владееше страв, не од тие што имаат која да е болест, нели, која што е за пренослива, се плашат, не знаат како да пристапат. Тука може треба и околу тоа да се пренесат информации како да се заштитат, нели, безбедно да достават лекови, да им помогнат дали на роднини, пријатели, комши, се тоа што може за да полесно да поминат болест. Во случај на природни непогоди, катастрофи, кој би бил каналот на информација кога веќе еве Петре, прашањето е до тебе? Немаме интернет, немаме ништо и пристапот на информација која ќе биде во природни непогоди. Целата поента на отпорност на една заедница е да бидеш спремен пред да се случи, што ќе работиш кога ќе се случи и како ќе се заштити, тоест после како ќе се рехабилитираш. Во таа спремност што ќе се случи, тие веќе треба да имаш начин на ширење информации, тоа што го збориме. Значи во случај да има, значи немаме струја, немаме интернет, немаме телефонска комуникација, а се случи ова, да знаете луѓе, згради, заедници, групи, се оди на таму, се контактира во таа институција. Тој се, значи, се собираме таму, се организираме таму, има, значи, ширење на информации. Сите организации кои што работат и циркулират во нашата општина, да се ги пренаменат своите буџети со цел да стигнува правилната помош до самото население. Значи, во тоа време не сме можеле да направиме едукативни работилници, теренски работилници, посети и така натаму. И сите тие средства беа пренаменети во хигиенски пакети, во прехранбени пакети и тоа до сите тие места кои што кажа дека се кои што беа најризични, во кои што лицата доколку се заразува нема можност за самоизолација. Имаме семејства кои што живеат во 15 квадрати. Ние немаме капацитети да се издржуваме болни лица. Сите општо познато беше ќе отидеш во болница, ќе се вратиш со ковчегот таму. И никој не сакаше да прифати реално и да побара помош. Значи, многу работа излезе на површина, особено во вакви заедници како што е нашата. И сега се прашуваме после 20-25 години, за наредни 25 години во што попрво треба да се вложи. Во што попрво треба да работи држава да ги подобри ваквите состојби. И што ќе работи? Има милион проблеми сега. Од било кој аспект да збориме, државата не била спремна да одговори на потребите на граѓаните. Јако нема финансиски средства. Јас ќе морам да чекам 1 до 2 недели. Лоша е состојбата. Верувајте, и ова мене ме чуди. Како е можно за време на светска пандемија ние во оваа држава лековите кои моравме да ги купуваме, терапијата, да јас ги плаќам на приватно со црвени рецепти, а кошта 300 евра. И замислете ромско семејство кое е сиромашно, од каде ќе ги најде тие 300 евра, за тие 21 ден да ги има. И за тоа многу луѓе починале, јас тоа го сватив од како го поминав ова. Сведоци сме како и пандемијата за COVID-19 што не фати сите, комплетно сите неподготвени од државата па до луѓето, така е и со најновијата трагична случка со пожарот во Тетово. Значи, секогаш останува прашањето, доколку има план, подготовка, предходно, кој што треба да прави, кој за што е задолжен, дали се сите соодветно обучени, можеби вакви непогоди или ќе се спречат, дури да не се спречат, може поуспешно да се помине, нели? Пожарот да помине без жртви, од ковид да се заразат помалку луѓе и така. Ја не можеме да ја спречиме комплетно, можеби катастрофа. Затоа е многу важно
сведоци сме да се подготват овие планови со време, особено да се зајакне заедницата. Треба да знаеме како да се организираме најпрво во однос на собирање на луѓе, односно повик до најблиските кои што се тамо, како тие да се организираат, да се групираат, за да се излече, например, во случај на земјотрес, луѓе од урнати. Второ, како да се даде одговор за пожар и од каде би било, затоа јас имам и навидено и речено дека на секој од тие потисни улички треба да има некој хидрофор за гаснење на пожар кој што ќе биде достапен, значи поставување на хидрофор, собарање и организирање на заедницата до општините за да не биде само со црева. Затоа што за индивидуални исто така кризни состојби е исто важен. Секој од нив треба да знае барем да превитка некоја рана или нешто што е потребно во случај на отворена рана, да се превземе. Значи, пак е прва помош тука во прашање. Да. Одлично. Првиот проблем е дека не е голем процент, меѓутоа 2,5 до 3% од домаќинствата живеат во импровизирани живеалишта, кои покрај што се носат секојдневни ризици, при една елементарна непогода како што е земјотрес или пожар, би настрадале први, да речем. Што би барале од надлежните институции од државата да се преземе за да се надмине овој проблем на луѓе што живеат во импровизирани живеалишта? Ова е тешко прашање. Ова ги сместат во социјални станови. Да се изградат станови. Да се изградат и да ги сместат во социјални станови. Да се изградат социјални станови во општината Шуторизари, така? Зависност, ако е можност во Шуторизари, добре така. Так. Ако е можно. Да, и дека тие луѓе кои што живеат на импровизирани живеалишта, исто така живеат и на стандардни услови. Да. Затоа доколку се преместат во било кој социјален стан, и ги има потребни, непотребни услови кои што ги уживува секој човек. Потреба од вода, од лична хигиена. Добро. Секако ова е трајно решение. Сосема е во ред. Дали сметате дека ќе биде корисно доколку постои систем за информирање на поединците од заедницата за појава на водена состојба и нешто треба да се прави и како вид на комуникација? Значи да имате еден брз канал за комуникација вие како тим за одговор на кризи со што не сите, меѓутоа со што поголем број на лица од заедницата да се информира, пример, нели, има пожар таму и таму, кој може да помогне за гаснење, пример, или не знам, се поплавило таму делот кај реката, кој може да отиде да помогне на тоа население таму веднаш. Таков вид на комуникација, дали сметате дека е корисна и како вид на комуникација била најсоодветна за заедницата? Дали е SMS, дали е социјални медиуми, Viber, Facebook група, не знам. Повелете ваши идеи. Ова е супер, мислам и лесно би можело да се спроведе. Особено поради тоа што еве како што велиме планираме да направиме некои обуки за организирање на заедницата и посебно да обучиме некои лица кои што се подостапни, кои што ќе можат да испраќаат ваков вид пораки. Сега на кој начин би требало да го направиме информирањето, не знам. Доколку би имале база на податоци, не знам, со телефонски броеви, можеби така, би можеле да испраќаме SMS пораки. Социјални медиуми не знам дали користат сите во заедницата, дел од нив и немаат пристап колку што сум запознаена. Можеби SMS пораки или па телефонски повик едноставно да биде. Не мора да биде SMS. Тоа е моје мислење. Значи преку социјални медиуми малце по-тешко, така. Добро. Медиумите немаат пристап до интернет сите, јасно. Еве, јас мислам дека може да се направи како и во, јас имам престојано во Америка, таму беше, значи SMS порака ти праќаат во истиот момент со информации за што се случува на сите граѓани кои живеат во тој регион. Денеска ние намерно не ви дадовме ништо посебно за да се подготвите, затоа што сметаме дека со самото тоа што сте дел од
ромската заедница. Дел како граѓански активисти и како членови на таа заедница, со вашите познавања, со вашето искуство, и секако со искуството и со познавањата на представниците на советите на заедницата, од кои што дел се нели представници на општинската администрација, ќе ни помогнете во ова утврдување на наоѓање на некој начин или пак поврзување на овие локални проблеми со она што веќе е планирано или предвидено во некои политики, било да се тоа на локално или национално ниво, и на тој начин да најдеме иден, одржлив начин за како да се надминат тие проблеми и да се создаде една подобра основа или пак, како да кажам, подобна стартна основа во зголемување на можноста на ромската заедница да не биде поизложена или поранлива во сегашната или во некои идни кризи и кризни состојби. Кои се оние клучни наводи кои што се од ромската заедница може да влијаат негативно во услови на криза или на елементарна непогода? Дел од овие искуства се веќе прибрани од тоа што се случуваше, како овие фактори влијаа за време на пандемијата врз ромското население, а дел се фактори кои што можат негативно да влијаат во некоја друга идна елементарна непогода или кризна состојба. Ќе одиме за секоја општина со посебна презентација, ќе видите доста проблеми се заеднички, бидејќи за жал ромското население во многу општини во Македонија дели неповолни услови, така да многу од проблемите се заеднички за ромското население, меѓутоа има и специфики за одредени општини. Во Шуто Ризари околу 2,5 до 3% од домаќинствата живеат во импровизирани живеалишта, живеалишта направени од зим, картон и слични материјали, меѓутоа дури и поголем дел од домаќинствата кои што се цврста градба се наоѓаат во неповолни услови за живење. Пандемијата со ковид покажа дека постојано се појавуваат нови ризици, нови опасности на кои што постоечкиот систем за управување со кризи треба да соодветно се прилагодува и да даде соодветен одговор на ваквата ситуација. При тоа важно е да се земат предвид спецификите на одделните населени места, на одделните инфраструктурни аспекти, но и други детерминанти кои што влијаат на отпорноста на населението да се справи со одредена ситуација. Направивме убити во Законот за локална самоуправа како релевантен за функционирањето на заедниците и во тој закон всушност се предвидува дека заштитата и спасување е во надлежност на локалната самоуправа и од тука ние како граѓани ја црпиме нашата право и обврска да влеземе во интеракција со локалната самоуправа во местото на живење и да иницираме некакви промени и да направиме некаков исчекор. Покрај надлежноста за заштита и спасување, Законот за локална самоуправа дава можност на граѓаните да се организираат, да преземаат иницијативи преку референдуми, преку граѓански иницијативи, преку представки до Советот, преку собери и на тој начин овие проблеми кои што Борјан ги излиста, а се идентификувани од самата заедница, всушност преку оваа надлежност во Законот за локална самоуправа може да се направи промена на ниво на заедниците во кои што живееме. Да, Момин поток. Момин поток, значи општината е таа која што ја молиме преку можеме да упатиме апел, септичките јами кои што ги имаат и немањето на чиста вода за пиење да интервенираат колку што е можно побрзо, затоа што имаме разни заболувања, имаме случаи на деца кои што беа заболени и кои што починале од карцином, кои не можеме да кажеме точно на што се должи тоа. Значи да им се овозможи, луѓето се спремни да сами ископаат, сами финансираат, но да добијат дозвола од општината, заедно со водовод и канализација од одобрениот нив да можат да се уклучат. Ви благодарам на сите, многу корисни информации споделивте и предлози всушност, што беше и целта на работеницата, како можеме од мали чекори или големи промени да направиме средините во кои што живееме, да ги направиме подобро место и побезбедно место за живење.
представниците на ромските граѓански организации, ромската заедница и представниците на институциите пред се на локално ниво во општините Прилеп, Шутово, Ризари, Ѓорѓе и Карпош, селбите во кои што живее ромската заедница, работевме многу на популаризирање и на промовирање на идејата за подготовка на заедницата како навремено да одговори и да се справи со различните видови на кризи од страни на самата заедница, но исто така и да ги утврди можните пречки или пак бариери со кои што се соочува оваа заедница, а кои што можат или сега или пак во иднина да оневозможат или пак да го пролонгираат процесот на одговор, навремен одговор и справување со криза практично. Исто така, работевме и на утврдување, односно на унапредување на капацитетите на ромската заедница за документирање на состојбите за она што се случува кај нив и исто така на состојби кои што пред се негативно може да влијат во однос на справувањето со кризи. Овие фотографии денеска можете да ги видите низ салата, но покој фотографиите има и пораки, односно тоа се пораките впрочем на ромската заедница која што сака да ги испрати до сите надлежни во смисло на тоа како треба и што треба да се унапреди во нивните заедници со цел да бидеме поподготвени и сега и во иднина за одговор на криза. Презедовме и уште еден чекор понапред, односно создадовме еден вид на сојуз и ја поврзавме локалната ромска заедница, односно представниците на ромските партнерски организации и самата заедница, со надлежните државни институции на локално ниво кои што играат и имаат значајна улога во одговорот кон кризи. We are interested in partnering with organizations like ESI in order to reach the specific ethnic groups, and we have to remember that Roma population are significant in Europe. Roma population have more than estimated 10 to 12 million people across Europe, and this is significant. And with this project, we would like to support North Macedonia government on one hand to improve the current response and future preparedness by demonstrating how the involvement of the Roma population can help to increase fulfilling the government's own objective of protection and safety. And also, we want to prove to the world, and we want North Macedonia to serve as a model for other countries to engage more Roma people in decisions and in their public health emergency cycles. Кога зборуваме за отпорна заедница, велиме дека тоа е заедница која што е способна да се ги идентификува своите потреби, но исто така мудро да ги искористи сите ресурси кои што стојат на располагање. Секоја заедница располага и со човечки, и со материјални, и со финансиски ресурси. Сите тие треба само да се стават односно да се координираат и да се стават во функција и во употреба, за да може да служат на една заедница. И тоа е впрочем нешто што ние пробавме, односно го иницииравме и направивме некои иницијални чекори со подготовка на така наречени локални планови за отпор на заедницата, во кои што предвидовме активности за тоа што самата заедница и членовите на заедницата може да го превземат, за да ја подобрат не само својата состојба, туку и да бидат поподготвени да одговорат и на сегашната и на идните кризи. Во изминативе неколку месеци спроведовме неколку активности, во кои главна улога имаше Советот во заедницата, со чија поддршка беше спроведено истражувањето и беше изработен планот за закрепнување на време на реакција. Согласно податоците кои што ги добивме од истражувањето во ромската заедница од општина Прилеп, која најчесто е населена во населбата Тризла 2, беше тврдено дека граѓаните најчесто имаат потешкоти и проблеми, поврзани со живеалиштата, кои се најчесто импровизирани, или не се наменети за живење, а оние кои имаат цврста градба се со неповолни услови. Тие се или стари, или не се доволно одржувани, а дел од домаќинствата немаат ниту пристап до вода, немаат фекална и атмосферска канализација, а уште помалку може да се обезбедат интернет, струја и техничка опрема за да следат онлайн настава, што беше посебно голем проблем во изминатава година. Сега како еден од најголемите проблеми кои што би можело да ги издвојам, а со кои се соочува ромската заедница е сиромаштијата. Знаете дека ова е проблем? Се слушаме? Да, ја те слушаме, повели. Добре. Знаете дека проблемот со сиромаштијата е еден од најгорливите со кои што се соочува нашата држава
а овој проблем не ги изостанува ниту граѓаните од ромската заедница и посебно треба да се работи на ово поле. Противпожарната екипа е основна потреба во која што треба да постои во секоја една општина. Противпожарната екипа треба да делува без разлика дали ќе биде пожар. Тие треба да делуваат и во други ненајдени катастрофи, но тоа го нема. Така што општините, поготово општина Шуто Ризари, ќе треба да чека најмалку 40 до 1 саат за да може да стигне некој противпожарна и така од една куќа се прави 4 до 5 куќи опожарени. И најчесто тука снагата за тоа за да се гаси тој пожар или таа катастрофа треба да бидат граѓаните, комшиите, треба да бидат цревата, како што беше прикажано на сликата, треба да бидат кофите од домакинства, за да може да се гаси катастрофа. Во однос на тоа како можеме ова да го вклучиме, е само една најава која што во периодов ја имплементираме. Именно партиципативниот пристап на креирање на стратегијата продолжува. Сите овие ваши препораки и извештаи кои што ги имате, особено со неколкуте клучни поенти кои што беа елаборирани во рамките на пресконференција, во однос на конференцијата што имаме денес, ќе отвориме разговори, ќе отвориме простор за подобро планирање и вметнување на овие сегменти во тој погенерален стратешки пристап на таргетирање на ова прашање.